Економските податоци се поразителни. Инфлацијата изнесува 4,8%, што значи дека граѓаните денес имаат помалку пари во џебовите и живеат потешко. Цените растат, платите стагнираат, стандардот опаѓа. Секој ден граѓаните гледаат и чувствуваат на своја кожа како оваа власт на ВМРО-ДПМН, влен и знам е неспособна да го подобри животниот стандард. За нив е важен само бизнис интересот, личното богатење, луксузот на функционерите со папаја, манго, приватни авиони, додека народот живее се потешко и посиромашно. Младите, пензионерите, работниците, земјоделците, сите се борат со високите цени, ниските плати и неизвестната иднина. Си купуваат нови луксузни возила, нов мебел, нови кабинети, луксузни патувања. Значи за владините функционери се да биде луксузно, отмено, а за граѓаните трошки, леп и сол. Ова власт нема ниту план, ниту економска политика, а нема ниту желба да им помогне на луѓето. Не ги слушаат барањата на синдикатите за поголеми плати. Не преземаат мерки за намалување на цените, туку анализираат. Владата е слепа за ситуацијата во која се наоѓаат илјадниците работници, кои едвај го минуваат месецот. Затоа СДСМ јавно ја изразува својата целосна поддршка на синдикатите за зголемување на минималната плата на 500 евра. Ова не е барање на работниците, ова е неопходно, ова е мерка која ќе им го олесни тешкиот живот на многуте македонски семејства. Веќе една СДСМ ги поднесе законските измени за поголема минимална плата, за покачување на сите плати, но ВМРО-ДПМН ги одби. Ние нема да се откажеме. СДСМ повторно ќе го поднесе законот за минимална плата од 500 евра, за достоинствен живот и за фер плати. Ќе видиме кој ќе гласа за народот, а кој повторно ќе го сврти грбот на народот. СДСМ е и ќе остане гласот на работниците, на сите граѓани. СДСМ ги слушаше и почитуваше работниците и денес е така. Нашата борба продолжува за 500 евра минимална плата, за зголемување на платите во сите сектори и за достоинствен живот.